Domaćine, dobri gosti, ti doјдоја. Фин гостин, уште пофини домаќини, учтиви дипломатски изјави како што е ред кога ти доаѓа ваков гостин, и прашањата од новинарите од фини пофини. Додуша владиниот гласноговорник си одбра кој смее, а кој не од новинарите да го прашува гостинот, а не може секој да ја расипува сликата. Мартиновски се си договорил однапред. И тоа ли му е во опис и попис на работа, или дополнително си се ангажирал? Само она предавниците и кодошите нешто незадоволни. Немало закон за декриминализација, па имало закон за медиуми, никако на сите да им се угоди, и сите како под диригентска палка исто пренесоа. Ама не и некакви ситници, дека фино сме зацртале, ама уште да сработиме. И дека не е само пречка спорот со името, туку и немањето капацитет на администрацијата. Ипак, некој кажа, некој не. Или не им се виде битно на некој дека замислете за спор или неплатени услуги кон ТАРП с тежок 1,7 милиони евра, само за адвокати, граѓаните на Република Македонија ќе платат речиси 3 пати повеќе. Е добро да пара ли е тоа? Па нема белки пресудените лондонски суди да се брукаме и да цепидлачиме за неколку милиончиња. Овој народ е научен да плаќа. Ќе си плати и за задоволството за милионски вредната ограда. Не е шала, тоа е ограда. И замислете, повторно барокот е во мода. Овој пат надграден и проширен со слики и мотиви од македонското културно наследство. И како ли ова ќе го искомпонираат? Барокот, најдекадентниот период со старт од 17-тиот век, со македонските момичиња со плетенчиња и црвени опинчиња. Ама добро, тие си знаат што е уметност, а граѓаните очигледно не. Луѓето гладуваат, а некој ваму си става, не знам, некои глупости. 1 милион евра се подржат фабрики да се отворат нови, да работиме сите. Да нема 400-500 евра работи да биде све во ред. Премногу е тоа, веројатно. Ако е добра вреди, ако не е добра не вреди. Некој пак како божем од шега сами ќе направеле жива ограда, а барокот, откаде им се сега пари за свечени скапи кринолини. Е за ова сигурно, ако не за милионската штета од ТАРПС, ќе се заинтересираат нашите антикорупционери. И полека си се комплетираме. Сега имаме и златни коњи, и ангел, а и гол маж со неидентификуван предмет во рацете. Некои жени македонки, многу чувствителни, па се исплашиле. Не знаат кој е мажот, ама потајно се восхитиле од неговите атрибути. И неделава се протестираше, кршеше онака по-европски. А светот го славеше Денот на Европа. Нормално и ние, ама нашиве немаа време за губење, слушаа музика, но државничките работи не ги запоставија.